почитувани, еве сме во емисијата Очи во очи, со мене и со Мухич, ви посакувам добре дојде и ете добра прилика да ја приведеме кон крајот и оваа недела, работна недела со слободна тема, што значи дека можеме и да оние нешто повеќе од 2 часа помеѓу нашата претходна средба во емисијата во тек и оваа средба бидат токму како еден вид пауза и ете прилика да се размисли за што да дискутираме во слободна тема или пак да го продолжиме разговорот или поточно кажано дебатата која ја имавме и во емисијата во тек. И тоа можеме да го направиме час поскоро, затоа што навистина имаше доста интерес. Ако ете и понатаму ете токму оваа пауза помеѓу двете емисии не го смалила интересот, да не кажам и жарот за дискусија, можеме да почнеме и веднаш, односно да ја продолжиме. 6091 924 6091 925 телефонските броеви. Добро и да се спомнат, иако ги имате и пред вас на вашите екрани, токму затоа што постои можност да се приклучи некој друг кој не следи, а не учествувал, а би сакал нешто да каже токму околу она што го дискутираме. Еве, официјално можеме и да ја отвориме емисијата со првиот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван. Благодарам, повелете, да. Зашто на крајот нема да имаме време за убав викенд. Така, да. Значи, ова случувањето што е во МНАВ, контрола на летање, знаете што мене ме плаши тука, тоа е веќе, како да кажам, може да дојдеме и на црна листа. Не знам дали има таква опција, така да ако вака се продолжи, затоа што е ова веќе светски ранг, не е ова само наше нешто дека ќе се онака тука авиони идат од цел свет. Так. И друго ми е мене да не треба нешто, да не треба, знаете, со овие партиски припукувања и партиски војници, значи идеме ние нешто многу назад, не бараме на квалитет. Затоа што мислам да не случајно може да се затвори овој аеродром, па да бидат слетувањата во некој комшиски аеродром, да не се иде и на таа цел. Значи има многу опции за размислување. Сега не знам што е ова хаваријата во рек Битола, видите што се случува таму. Значи и таму се случува некоја хаварија, нели као намерно, као некој предизвикал, све ништо не дојде јасно да се каже и да се овакво што се прави. Значи гледате какви препукувања, какви работи се прават што не се потребни. Например, се работи за електрична енергија и за капацитет, како што е капацитет наш за електрична енергија, така да тука и тоа е нешто. Се со ова социјално осигурување што не ги користат други од други држави, да ви кажам, ова треба социјално фондот за овако да превземе ние сами кај да идеме да бараме да видиме кои нашите сметки. Слушам да сме оделе сами. Ние ако почнеме сите по клиники не одиме и да бараме кои ни ги користим нашите социјални сметки, не знам што ќе стане. Значи тука се гледа дека нешто се провалува и мора малку фондот да се превземе мерки. Имаат компјутерски брате, све се гледа. Мора тоа. Јасно, ви благодарам, да, гледаме ти има апели да се граѓаните да проверуваат и така натаму, но секако дека клучниот момент е токму институцијата, таа е носител на базата на податоци, така да се каже. Која и да е, дали архив некој сметководствен или мислам база на податоци или станува збор за банка. Тоа е исто како ја ви кажат во банка, па некој ви ги земал парите, како па се представил како вие, гледате 5 овие повлекувања на пари, дознаки имали така натаму. А па како не сум, па водете сметка, пријавете, па чекайте, затоа вие не можете самите да си проверите сметка ако уште сте сгрешиле пасворд или што ли тој, нели, влезна лозинка, па се блокира, а камоли некој друг. Значи, има системи на заштита. Јасно е дека тука има одговорност и носителот, но и не може да се толку релаксирано од друга страна и тој кој е издавач на тие
Значи, е на таа база на податоци да нема никаква одговорност. Ова со контролата на летање сосема кратко, мене ми се чини од огласот дека, барем по однос на ова загрозувањето, не треба толку да сме, загрижени, затоа што огласот не е колку што гледам за контролори. Освен сега тие, ако нешто не знам, напуштаат или така натаму да се случи некој дефицит. Огласот е повеќе, колку што гледам, токму да се најде место за да има некој за да зима добра плата, а да работи малку или практично ништо. Советници на директори, на економски, на овие, на оние, значи тоа не е дури ни во болница да речете, па не е доктор, еве и овде, не е контролор, значи нема да оперира, но не е ниту медицинска сестра да му додава инструменти на докторот. Туку сосема десето тамо, не е ниту директор на клиниката. Така и ова, не е ниту директорот, а ги има повеќе, гледате, економски, вакви, такви. Туку сега советник на директорот, ќе го советува директорот. Но и ту ќе води сметка за контрола за летање, ниту одговорност ќе има за тоа, ниту уште помалку во негови раце ќе биде тоа. Па ниту ќе ја има како раководна позиција. Директорот си е директор, а тој ќе го советува. Што значи дека добра плата ќе има, малку работа ќе има, зависи, ете, колку со директорот ќе си имаат муабет. Ете, ако е да се суди според она ние колку што имаме и ќе си ја... А добро, тешко да се заработи толкава плата колку и да се збори. Ако е така, јас би требало да имам 3 пати поголема плата од таа што е таму, а не обратно. Но како и да е, тоа е основата, значи добра плата и советувај го. А ако не име по кејф, па само така ако е ставен, не мора ни да зборуваат воопшто. Само ќе стои тоа советник. А контролорите ќе си го прават своето. Повелете, добар ден. Убав ден, убав ден. Убав ден и вам, вие сте, повелете, да. Благодарам, па вака. Прво, сакам од секогаш сум за актуелни теми кои што биле во текот на неделава или можда и малку порано. Еве, ја ќе земам една изборна единица и независни кандидати. Еве, во таа изборна единица, зошто не го прифаќа нашите лидери на политичките партии и пратениците не го изгласаа? Затоа што се плашат, бидејќи не ќе можат да одредат кои да бидат тие пратеници. Значи, кој да не води. Затоа што на тој начин, фактички, во оваа ситуација, лидерот ги одредува во тесен круг, кои ќе бидат пратеници и затоа имаме ние некои пратеници по 30 години, кои се уште се пратеници, а досега ништо не направиле. И ми се чини дека само заради тоа, комоцијата, комодитетот, да не си го нарушат, значи, и затоа не се слагат да има една изборна единица, а свесни се дека сите губат минимум во просек по 3 избирачки места, значи по 3 пратенички места. Се борно со овие слободни или како ги вика кандидати кои што независни, да. Значи не сакат да го дозволат со помал број на потписи да можат да влезат во тесниот круг. Затоа што тие нема да бидат зависни од ниедна партија. Тие ќе, значи, може слободно да му каже на секој лидер на некоја партија, извини, ти не си мене лидер и јас, значи, за народот и со народот сум и јас сакам да гласам вака и другчие не. Значи, не може некој да команда. Затоа не сака да има такви представници кои што во ствари ќе бидат слободни граѓани кои што нема да зависат од некоја си лидерска партија, од некој лидер, да може да го команда како сака и кога сака. Сета таа вистина, правата вистина е тука. А ова имам, нема време, више готово, ајде, поздрав. Ве поздравувам и јас во друга прилика, благодарам што се јавивте. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. За една изборна единица неќат, зошто неќат? Се, например, јас ќе возам кола и да му речам на некој, на тие кола, вози се ти, ја ќом пешке. Затоа неќат една изборна единица. Си реват работите и ќе си се возат. И ме гајли за народот. Него ја друго сакам... И да качат во колата, да го качат тој што сакаат тие. Така. Или ќе го качат, или пешки ќе оди, нема да го качат. Сега вака, за брзиот воз. Тука некако мене математики, економиста сум ја, ги разбирам рабочево. Подобро е да направат Вардарска долина, да направат многу централи, ќе имаме многу профит,
можеме и струја да продаваме надвор. Со возом што ќе добиеме? Ќе им наплаќаме возарина, чирија ќе вземе на кого? На грците? На европјаните? А што ќе возат? А ние што ќе возиме? Имаме воз, човек не влага во возот, никој не се вози. Која роба се пренесува? А ако дојдат мигрантите, па може да ги развозуваме. Тоа може да ги Ти рековте носиме. човек нема, да па ги ете. носиме, да. И вака ќе се вратам за роба. Робата не може, автомобилскиот превоз е тој краен, сегде влегува, сегде носи. Возот ќе однеси таму, ајде претоварај со друга ора, нема бенефит тука. Ја не знам, овие стручњаци имаме, малце да ја рчепкат, зема пари што зема. Искористете ги за она што е вечно енергијата, што може да бенефитираме и за нас, и цени убави да направиме, и да ја продаваме. Затоа што од Вруток до Ќемкерија тамо да направиме X централи, па ние ќе имаме строја за пола Европа. Но немаме Благодарам ве, поздравувам, повелете. Добар ден. Добар ден, кој ни е следен? Дали се слушаме со некого? Повелете. Добар ден, дали имаме некого на другата линија? Повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете, вие сте, ве слушам. Сега вака Исо. Кажете, да. Слободна е темата, нели? Така е, да, слободна тема, слободни размислувања. Сега вака Исо, најдобро решение Аха. парите се иземат од Англија, Велика Британија, да се направи чебрени ѓалиши. Најдобро е тоа решение. И да се инвестира најповеќе во агро. Македонија е земјоделска земја. Значи, парите тамо да се инвестират. А кинески фабрики не може да имат у Македонија, кога се отвори Кина картата, Македонија е мала, нема рачун да отвара фабрики во Македонија. Друго е Србија, 10 милиона народ. Таму може да се инвестира. Значи, парите да се инвестират најповеќе во агро и чебрени ѓалиши. Друга алтернатива нема. Ова што е железничка станица и секој загуба, поготово онај коридор 8. Таа економски не е оправдано во никој случај. Значи, парите се инвестират во агро и поготово во земјоделието. Значи, аз се спомнам сега, ние имаме еден најголем агрокомбинат, се вика Тиквеш, кој го има онај олигарсот Свето Јанец, значи нему дивидендата не му е платена. И не знам, овој министрот што гледа и Мицковски. Мицковски дава, кажа упитува, значи да се вратат тие пратеници у собствените мала и го поддржуваме Мицковски, тоа што го кажа. Себе реконструкција да направи на владата. И еден го имаме, најче чуле се вика, не у место внатрешни да биде, а не да биде на аеродромот таму, што ти знам. Он има надприродна интелигенција. И протестно му го фрлија. Така, истече времето, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Здраво, Здраво, повелете. Левица се јавља. Ете, добро. Слушај, Така. гледам човеков каже коридор 8 не бил добар за пруги, за патишта, нерентабилен. И ми пред скоро времето Николовски фалеше дека тука е иднината за Македонија. Па сега да речи пак тој Николовски исплатливе вреди, ќе инвестираме, пак ќе вика да доваре коридорот. А ви имајте свое размислување, што чекате некој друг да ви каже како да размислят. Тоа е една работа. Втора работа, преска некои закони чув. И тоа јаки закони, као ќе летале пердови, нешто така. Да, добро, имаше, јас реков, разговорот почна да се загрева. Као некој бивши джандар таму, као ова мумуваше таму, го менјаше гласот за да не му го препознаеме. Аха. Джабе му е ако го менја, ништо не му помага. Значи, почнаа патриотиве, толку е ги боли, а? Ве боли равноста, вистината ве боли. А ве, све додека продавате Македонија заедно со тие СДСС-овци,
кои мислите дека сум приврзани кон нив. Од вас нема ништо да биде, ама народот го уништавате, државата ја ништите. Све уништивте. Ке кажам и околу ова, нешто се спомна околу струјава, ова централи, Базарска долина, Драпај си мелот. Види бате, и ова што се деси у Битола, рек Битола, не е случајно, намерно е. За да можат да продаваат струја, овие сите што имаат соларни колектори или ветерници, они кајмако да го збираат од сметките мои, твои и од сите други сметки. Ајде, поздрав, пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Ете, навистина се јави гледачот од опцијата приврзаниките на левица, да видиме ќе ни се јави веројатно и некој од кој застапува други стојалишта, ајде, да не кажам партии, туку позиции. Со оглед на тоа што ете, секој има своја програма и така натаму, па која е кому блиска и во која верува. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете, да. Даде, многу ми е интересантно некој кој ќе ги знае сите теми. Те за рек, те за ова, те оне од Крушево, те... Мислам, немам врска, сите имам право да се јавувам. 32 години работи во рек. Сега. Абе, која е саботажа? Што саботажа? Ние увезуваме јагне со камиони. Јас еднаш ви кажав да пичите со хемиското дека ако кој лажи, 6 милиони кубици, трите електрани да работат, се 6 милиони кубици годишно. Сега, тој што го везуваме, те ни се носи со појака калорична вредност, па пукацетките. Тоа е, видите вака, која влада да биди, рек ќе го држи. Таму е перењето на пари. Рек, без живоњу да се отвори наоѓалиште со капацитет да работи со 1800 килокалории јаглено. Џабе ќе нагаѓаме. Џабе. Можете да смислите да народе 6 милиони кубици камиони да донесат и кажат што носат. Тој е проектиран за известна температура, за известно се, пука цетки, пука котли. Немојте, ве молам. Само кај саботаж, ајде, се продават така, ќе произведени струја, ние од волтаици. Второ, без разлика, беше на власт, велеше вака. Јас кој ќе дојдеме на власт, ќе пратам платите. Јас ќе направам ова. Јас казнениот закон, што ќе го дојшла, ќе и вратам. За името не може, подпишано е. Немојте да тие пасија с големија плата. Што правиме сега, на кого поќе да му беруваме. Не треба многу млатени слама, гледање реалност, само во тоа што е. Ај са Чембрени галиште, одобивме во Ете. Па ајде да ги изградиме, и тогаш имаше многу спорој. Не наливам за ниједна партија. Так, ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува, повелете. Ало? Да, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав до вас, повелете, добар ден. Пошто е слободна тема, можам да дискутирам слободно. Така. Па слободно и секогаш, да. Но... Ќе се обратам, привидејќи ја бев близок до патриотиве, ќе се обратам до нив, да им кажам со паролата она што беше војводо гинеме за тебе. Дали се уште гинат за војводиве, ради тоа што едниот војвода отиде у Бугарија, другиот војвода отиде у Будимпешта. Третиот кај ќе оди? И што сакам да кажам, нека не е бранат страна, кога е вистината таква, дека и СДСМ, и ВМРО се виновни за сета ситуација што е Македонија дојдена до тука, и нека не бранат страна, нека речат барам веднаш, така е, другари, се управо, меѓутоа дај да најдеме некој заеднички јазик, да облажиме ситуацијава да бидат задоволни и пензионери, и работници, и администрација, и просвета, и здравство, и сите. А не кај нас сите страдаат, само политичарите не страдаат. Само тие имат убав живот. И се додека браниме страна, користат и едните и другите. И како можеме сега да бранам страна кога јас страдам? Ја па ќе кажам од прво.
бев повише на страната на патриотите, меѓутоа кога видов 30 години како работат и едните и другите, и се дистанцирав. Морам да бидам неутрален ради тоа што ветуваат и едните и другите 30 години не остварија. Да гледаме реалност. А не цело време да викаме овие се добри, овие се лоши, овие се добри, овие се лоши. Никој не се добри. За обичниот народ. Пријатно и слизни. Благодарам, ве поздравувам, но затоа наместо добри или лоши и тие споредби кои што не направил, клучно е за да има некаков ефект, да се насочи како би кажал, погледот на јавноста, анализирањето на состојбите, што се прави или не се прави. Значи, тоа е таа критичка определеност, не партиска, не политичка, не компаративно споредена со овие со оние. Едноставно, што се прави? Имаме ситуацијата, состојбата каква е во државата и низ текот на времето како се менува. И тука, значи, правиме еден вид графикон, анализа. Еве го, од кога ова е направено, добро е, оди нагоре, тренд на нагорна линија, или стагнира, или оди на надолна. Во исто време тоа ќе биде и показател токму за нив, за политичарите, индикатор дали работат како што треба. Значи, тоа е едноставно како велат дете додека не заплаче, па нема му дадат да јаде. Во таа смисла индикатор дали народот е задоволен или не е. Реагира повеќе или помалку, плаче или не плаче, односно сликовито плаче или не плаче. Дава сигнали. Ние имаме обратно. Тие ни даваат нас постојано. Народот кога излегол да кажува нешто, а обратно да каже, тие ни кажуваат нас. Остваривме ова, направивме ова, историско ова вакво. За овие она, за ова. А вие ништо не направивте, не, вие ништо не направивте. И тоа е тотална конфузија, би рекол, дури и за самите нив. За сите. Но во контекст да направат нешто, затоа што веќе ништо не се врти околу тоа дали да се направи или не. Се врти околу тоа да се убеди народот колку подобро направиле тие кои се во моментот, а колку лоши биле предходните. И тие меѓусебни препукувања, и тогаш ова секако во втор план паѓа. Мислам, тоа е секаде, како во емисијата. Отиде и времето и се избега од темата и се штом ќе се почне со да му кажам јас на тој, ова што е ваков, што е кодош, што е ова, што е она и готово, нема што околу тоа. Како да дискутираме по тоа за темата, а камоли некаков заклучок. Нема ништо од тоа, туку цела емисија во објаснува. Немој добро, смири се, ама не, па овој, не, јас да му вратам, па реплика, па... Тоа е тоа. Значи, и тоа во една друга насока. Тие нас не убедуваат, а ние треба да кажем, да, добро, историски дострел во ова, историско покачување на ова е добро. Слично како со идентитетот и јазикот. Овој не признава, овој не признава, овој вака онака и ние, значи постоиме или не постоиме. Историско покачување на плати, видиш, значи покачени ни се платите. Не, ова се мерките даваат резултати, гледате, ништо не поскапело. Па да, тоа мене што ми изгледа дека поскапело. Не, чим ни велат не е поскапено, не е поскапело. Слушај ги нив, добро. И така да се е тоа анестезираност по тоа и на јавноста, и тие единственото што прават е да убедат дека прават и да покажат како другиот бил катастрофален. Другиот и така што е во опозиција само да покаже дека овој прави уште полошо од тие што правеле лошо. И народот кого што каде ќе се приклони, да, ово е во право или оно е во право и тоа е тоа. Ние може затоа да дебатираме дали е навистина историски успех, не знам, цените се ефтини или па не поскапело малку. Но тоа е тоа. Друго, конкретно да ставиме анализа каде, да отвориме програмата кој да е и да видиме тоа кажа, ова кажа, она кажа, што е сега. Следиме како оди времето, како на пациент. За жал државата ни еден вид пациент, па секоја утринска визита ќе дојде докторот и ќе забележи. И потоа ќе се сумира што е направено, до каде е стигнато. Се влошува состојбата или се поправа. Но тоа, за жал, не се прави ниту со секторите. Гледате, здравство, што и да е.
се менува, само кој како ќе стигне, кому како му текнало заминува, од клучни сектори како здравство и така натаму. Сега Таравари е усмерен, гледате, со ДУИ, со села, со тамо сега тие, кои како распределба на градоначалнички места, кој ќе покрива ВМРО, со знам сега и така натаму. Тоа се преокупациите. А сега здравство, сега доаѓа друг. Јас ќе правам ова, сега ќе дигитализирам, нема шалтери, нема тоа. Да видиме сега тој, да се реализира тој. За жал, системот, државата трпи. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, да. Свака му част на последниот јавувач. Искрено, од душа и од срце. Не тие што не направиле нешто овакво, тие у минус не донеле овие две партии. Ова држава, ја многу пати сум кажал, биполарна. Два пола, едниот пол СДС, едниот пол ВМРО, што заедно се здружуваат во криминалот. Ете, последниот кривичниот закон, овакво, 78%, на вашата телевизија Исо гостуваше на Крилин Кечомовски. Правник, ама у Хрватска што работи. Дај што каже? Овакво, како вика народот, кога се смени кривичниот закон, не испадна на протести. А срам да име на правниот факултет што не испаднал на протест. Па можеш да замислиш у каква држава живеем. Таа биполарна држава многу сакале да ја уништат. Топурковски, овакво, како се викаше, Тито Петковски, и Стевче Јакимовски, така, никој не е успел. Ама знаеш на кој ќе успее сега? Сега ќе успее на левица, не испрljana, не извалкана партија, овакво, фер партија се гледа дека за народот се бори. Хендикеп на левица е само што нема запослено. ВМРО 130.000, СДС 100.000 и за тоа е биполарна држава. Да има левица запослено, ја гарантирам дека ќе победи. И вака, има големи шанси. Например, Битола, мислам дека обавезно ќе победи. Тој што се јавува, више цел народ не го сака од Битола. Битола највише шанси. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден, кој ни е следен? Повелете. Добар ден. Исо, Да, повелете. добар ден. Повелете. Ај во контекст на ова што кажува човекот, тоа е продолжение моје мислење. Најголеми виновници за оваа држава после 2001 се ВМРО и СДС. Не се честија да се дружат како партии, а тоа го искористија албанците и му честитам со помош на Америка, таа Америка што не сакам ни да е смислам, таа е само ето рато и да прави како сега на Израел, што го натера. Израел, замислите, 6 милиони народ на 100 милиони народ на Иран. Па овие пешки да тргнат изгазат. Батали, на работа. Значи, од тогаш нема Македонија. Прво, македонските партии нечинат заради тоа што не гледаја после 2001. Што се случува. Второ, по моje мислење, што да му се случува на овој народ, ние си седиме дома и вака како се јавиме на телевизија. Излезе народот кој се менуваше името, излезе неуспешен референдум, Дик го прогласи не. Зошто излегол, каже овај народ да се буди? Заплатите не бе са 13,8, 138 без голема, ако мрдниме ние од дома, ја ќе собесам прв во привет на сато. Разбирате? Значи, во нас е виновноста, самите луѓе. Зато Гоце Делчев го имал џосето. Се другото не спомнувам. Зашто го имал и како сите знаеме. Овдеки, кој ќе му застани на патот. Тие онда ги слушаме на телевизија, меѓу себе се кара, без разлика до и овој. Заедно јадат, пијат и ние овде ќе се нервираме. Не е веќе. Ајде, нека има време и за друг. Поздрав. Да, благодарам ве, поздравувам. Па ете тоа кој како излегол или не излегол, треба да се прашаме токму околу тоа каква е создадена атмосфера и перцепција. Ако е партиски интерес или ако е државен, кога повеќе би излегле? Одзивот каде ќе биде поголем?
И јасно ќе биде се. Значи, ако имате државен интерес, татковината те повикува. Без оглед кого, етнички. Татковина. Тоа е татковина. И таа е, не знам, загрозена, или не е воопшто загрозена, но треба да се грижиме за неа, да ја направиме подобра. И сега, ако е партиски интерес некој митинг, собир и нешто за државно, јасна е разликата и се зборува веднаш колку е нешто партиско, а преку самото тоа и лично, ни става призма на личен интерес, а колку е чувството кон тие државни лични интереси, татковината на некој начин, па и далеко од втор план. Прво е тоа етничко-партиското, па се неколку места празни, па потоа може би државата. И тоа на кој знае кое на вистина место, и таму ќе видиме и многу и разлики. И тие кои би излегле, малубројни, повеќе не би ни излегле. Додека за ова, ако е партиско и така, тоа е етничко, комбинација етничко-партиско, па тоа се народен собир. Тоа се прави, излегува се. Мислам, кога велам се, значи и здраво, и право, и во таа смисла се. И младо, и како и да е. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Се слушаме, да, повелете. Се прекина изгледа врската, ете, обидете се повторно, имаме уште време. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Имаме ли некого? Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Имаше некој пред мене сега, само многу кратко време, 2 минути. Накратко ќе ви кажам, џабе дискутирате, Македонија е веќе изгубена земја, тоа го знаеме сите отдавна. А дека се работуваат ВМРО и ова постаат документи. Кога ве молевме, Бог да го прости, адвокатот Игњат, да, Панчевски, така. Тачно, да дојде во студио и јас по документи да се докажи. Ние сме изгубена држава, од 2009 сме протекторат. И тоа протекторат на фирма, човек, австријска Зинас. Тоа е Јоханес Хан, евроамбасадорот кој беше на должност во Македонија и дали тука нема конфликт на интереси, со кое право тој тоа го доби? Со тоа право што и ВМРО и СДС беа врзани со него и на крајот дојде и господино Перперин од ДУИ. Меѓутоа, ако тогаш се свестеа луѓето да се кренеа на нозе, да се прашаат зошто како. Пречутен протекторат бевме ние цело време. Од кога пријавивме во Америчка амбасада, се најде фирмата во Америка, дека се перат пари на големо. Тогаш забрани Америка, ова госпоѓата Агилер, да нема влез на тие фамилии, сите кои врвеа преку наши жиросметки парите. Што направи? Ја заштити Америка од багабонтите. А парите наши кај се? Останаа таму. То не се наши пари, само врвеа преку наши жиросметки, а за тие пари ни изумреа многу деца. За цистична фиброза немаше воопшто буџето пари. После диабетскица и други. Зошто? Затоа што ние не сме свесни и, како да речам, стално чинети. Пријатно само толку друго. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, почитувани. Добар ден, почит до вас, повелете. Поздрав за телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас. Па, добро е што некои барат слобода во слободни листи, една изборна единица, но токму тие истите не дозволуваат да се јавуваат помлади јавувачи овдека, туку го окупираат етени исти овој термин, наместо да биде слободен и да може и помлади да се јавуват, а па кога некој помлад ќе се јави,
тогаш настапуваат тие познати удбашки методи и удбашки клевети и ајде да ги наречам навреди. Но и добро е што се сетија за да се изградат електрани во Македонија. А знаете кога се сетија? После 50 години, откако во таа супер светска сила Југославија, некој друг ги собираше парите, па си ги изгради електраните во Кршко и во Гердап, а овде тек во 89-та последниот блок во Рек се направи. И то таа позната Титова архитектура со таа Титова технологија, за да сега имаме радиоактивна прашина. И сега ја видува таа радиоактивна прашина? За Рек мислите, така, да? Па Рек Битола постои 50 години. Така, да. Па, многу чудни работи вака се случуваат. Зборуваат, не се бунел македонскиот народ. Македонскиот народ цело време се буни. Ама токму тој што ги гласеше, оние што го тепаа македонскиот народ, сега прашуваат зошто не се бунел македонскиот народ. Токму кога беше промената на името, пред собрание имаше страшни пукотници и шок бомби. Ако треба ќе ви ги пуштам и аудио снимките, ако веќе не можам видео снимка да пуштам. Или ќе му ги пуштам и вас овде на телевизија да видите вевчани како 87 го тепаа македонскиот народ на 7 август 1987 година, кога нивната комунистичка партија владееше. Па сега еден банкар, експерт за заробени, а тоест украдени девизи, сега ќе критикува ова. Ви благодарам, ве поздравувам. Добро, и усвојувањето на францускиот предлог во собранието беше исто така пропратено со доста протести, дури и со накаменување на собранието, чии траги беа видливи до неодамна. Дури од неодамна видов дека се работеше и се заврши, ми се чини, фасадата, токму во изминативе, би рекол, месеци, инаку навистина од последиците, тоест како резултат на кога се усвојуваше тој француски предлог во собранието, тогаш и настрада предниот дел на собранието, фасадата. Така да, јасно е дека има реакции, но сето тоа, повторно би рекол, е можеби релативно краткорочно и сепак ограничено во однос, повторно велам, на моќта на тие етничко-партиски влијанија. Тука недвосмислено се гледа и подготвености во кое било време. Само затоа велам да се стави на една страна на тегот на тасот. Татковината повикува и партијата повикува. Или етникумот, уште комбинација од двете. Тоа е готово веднаш овој. Особено за жал ако е и нешто, ако се стави како противречност. Против оваа партија, партијата оваа против предавничките тие партии или етнитетот таков. Тука веднаш сила има неверојатна. За ова да, но затоа велам, мислам дека е тоа сепак релативно ограничено, да не кажам контролирано и краткотрајно. Затоа, впрочем, и некако се чини дека и некаков конкретен ефект од тоа не се видел, освен дека имало ситуации. Кои ете, потоа завршиле, гледате. Како и да е во Србија, да речеме, гледате таква една масовност, но од двете страни. И тоа трае. И овие во паркот седат тамо, и овие обратно. Не коментирам воопшто ниту што е, како е, кој како нека суди. Но нема откажување. И едните и другите. Мислам, две се, впрочем, страни. Таа е актуелната власт и овие кои се против неа. И тоа е тоа. Но постои, перзистира. Изгубија и школска година и се. И ништо, мислам. Не е добро ни тоа, но покажува сепак кој во кој колосек е. Во таа смисла е. Значи, што каде ќе вклучите, функционира, што е краткотрајно. Се троши батеријата брзо и готово. Ако за татковината ни сменија име. И добро, и ајде понатаму. Ајде пасоши, ајде лични карти, ајде дозволи. Не построија сите да си ги извадиме, секој во джепот тоа го носи. Оти што ќе правиме, не може пензијата да се земе, не може ова, не може, не ви важи лична карта, што да правиме, тоа е. Нема, значи, каде е, да речеме, тој приговор на совеста, граѓанска непослушност и така натаму.
Нема тој документ, не сакам и крај. Мислам, воопшто за сите зборувам, еве, кој има ли некој, ете, освен за тоа, кој има некој што не за лична карта. Кажал, не сакам, ете. Приговор на совеста, не сакам јас тоа да земам, да ми пишува тоа. Уку доаѓа до личното и, па, знаеш, мораме, а како ќе одиме во Грција на одмор, пасош треба, знаете, мора и такви работи. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам на кратки повеќе теми. Да, одлично, повелете. Се слуша дека пензијата ќе има зголемување. Па и за плати се зборува сега, пари ќе се нашле, а нема уште фискален совет, не се се... Би обрнал внимание на пензијата. Кажете, да. Треба да биде зголемувањето процентуално. Зошто? Старосната граница, како стар човек, со минимална пензија не може да излезе. Тие над 70.000 денари пензија, значи не му се потребни повеќе. Значи треба да обрниме внимание на класата што зема пониски пензии и процентуално спрема другите како што оди кон повисоката класа. Значи речено процентуално зголемување. Друго, развој за земјоделието. Треба да обрни внимание владата. Зошто? Производството на пченицата се калкулира, министерот калкулира колку го троши 1 килограм, колку ќе го кошта производителот. А не гледа да направи калкулација колку го кошта производството на брашно или производството на пекарската индустрија. Значи се гледа само од индивидуалниот земјоделец да му се земи без пари производството, па не го интересира другото натаму во индустријата. И како трето, бугарите, ако имаат нерешени прашања за Македонија, тогаш да се исклучат и тие од Европската Унија, рето што, значи, џабе ги примале кога не му биле решени прашањата со нас. А тогаш вика дека немаме прашања, немаме никакви проблеми со соседите. Ко дојде ние да бараме, сега имаме проблеми со македонците. Мислам, тие се битни прашања, па... Да, ви благодарам. Да, навистина битни прашања. Така, се надевам ќе ги дискутираме и во иднина, ќе ги развиеме. А сосема кратко ова, не знам зошто би се исклучила. Имено, постојат проблеми помеѓу земјите членки на ЕУ, па не е тоа причина да бидат исклучени. Односно, од друга страна, проблемите, особено билатерални, не се причина за некој да не кандидат, аспирант за ЕУ да не му биде овозможено. Тоа е само условување, да не кажам уценување. Ако имате безброј нерешени проблеми и актуелни и посериозни помеѓу земјите членки на ЕУ, па функционираат. И Словачка, Унгарија имаат јужната граница таму, тока и така натаму, дури спорат и околу автентичноста на тие токајски виноградски региони, кое што е и слично. Има доста тука, дури и со имињата. Братислава на Пожун на германски, на унгарски е поинаку и така натаму. Кога одите за Братислава, нема табла Братислава. Но си се земји во членки. Нема граници и така натаму. Така да тоа е тоа. Не би требало тоа да го блокира процесот. Тоа е нешто друго. Заслуги имаме, исполнуваме, полагаме испити, отвараме кластери или не. Ова ќе видиме потоа, ќе го решаваме на крајот од криштата. Може и да тие работи останат, за понатаму ќе се решаваат. Не е тоа прашање на опстанок. Повелете, добар ден. Исо. Повелете, да. Добар ден, Исо. Добар ден, повелете, ве слушам, да. Епа, зошто бе едностоп ме искусувате? Ма не, јас еве и кажав, да, баш ми е драго што добивте врска. Нешто ете со линиите изгледа се Прво да чи. ви кажам, не очекувам од никого ништо. Да. Таман работа најмалку ете, мислам, нема причина за никого, но вие секако зошто би ве исклучиле, да, повелете. Не, добро да ми одземајте од времето. Ќе додадеме секако, напротив, затоа да ви додајте на гледачката секако, да. Не очекувам од никого ништо, од ниједна партија, може би трета некоја да дојде. Среде лето доаѓаат сметки за парно покачено од 700 до 1000 без никакво сообштение. Значи, ја не знам што мислат овие,
што се во влада и регулаторна. Јас поднесов приговор и чека, ако треба и ќе ги... Сега една работа да им кажа некои од патриотите што се прават. Битолцарецов што не вика комунисти. На една телевизија имаше Петар Богоевски прво прашање од новинарот. Таму нему да ме прекратите. Прво прашање на новинарот Видимлински му беше. Вика, зборите против Бугарија и сте милионер, а имате фирми во Бугарија. Не знаеше како да го врти часовникот, како да одговори. Исто како Максим, што пусто направи во Куманово, што имат не знам колку фирми. Па сега вика Петар, вика не можам Бугарија да ја затворам, па бизнес терас, терас е бизнес, ја овде вака го лажете народот, бугарите вака, бугарите така. Јас ти го сакам. Така, ви благодарам, ве поздравувам, до слушање. Повелете, добар ден. Да, повелете. Добар ден, Ишо. Добар ден, повелете. Од Охрид се ово. Поздрав до вас, повелете. Слободна тема. Јас се коментирам за една несреќа што се случи во Охрид. Околу 22 часот. Кога, сношти или како? Сношти, синоќа во 22 часот. Повторно, млад човек, во каква состојба, дали во било каква, јас нема да коментирам, законот ќе кажете и природата на несреќата, настрада една млада особа од 44 години, заедно со нејзиниот сопруг, кој е исто во критична состојба, докаде младиве ќе тераат. Мене ми беше како ќерка, односно сестра на мојот сет од ќерка ми, така да не можам многу да коментирам што се случува со младиве. Дали заслужуваше таа особа, Сандра, една прекрасна особа? Фатален е исходот, така не... Фатален, да. На лице место, фатален за неколку минути. Толку досега ги газеа на пешачки премин. Сега веќе почнаа да ги газат на тротоари, покрај огради и во куќи почнаа веќе да ги газат. Па до каде стигнаа младиве? 22 годишен човек. Да, тоа е, предпоставам, прочитав, излетал од коловозот, така да. Излетал, ама каде е налетал? Така. И зашто налетал во таа особа, прекрасна особа? До каде стигнавме? Исо, немам коментар повеќе. Поздрав. Вие можете да коментирате понатака. Благодарам, а што да се коментира повеќе? Апсолутно, освен тоа дека навистина треба нешто да се направи во секоја смисла и особено, освен секако сочувство, трпение, сочувство во болката, за губата, за повредите, те спомнавте и во болница дека е другото лице, дека безбедноста по се изгледа ние сериозно нарушена во сите сфери. Дали во, гледате, локалната самоуправа што се случува. Се едно, тие работи, фрлања и кога ќе помине без ништо. Тие не се само за гледање, забава некој да прави. Не само што не се врши во тие институции тоа што треба да се прави и што тоа воопшто не е за забава, има други програми за гледање, туку што, може да ескалира и ескалира како вчера во Кочани во друга една ситуација, или како што ете овие случаи во сообраќајот, покажуваат навистина дека имаме ситуација која ги појавува последиците на различни места и дека треба да се поведе сметка околу тоа. Ви благодарам за учеството, за вниманието, ви посакувам пријатен викенд и во добро да се видиме и од понеделник. Секое добро, имајте пријатно попладне. Довидување.